Добро вечер во Централните вести. Ви благодарам што сте на Канал 5. Почнуваме со насловите. Мицкоски и Тошковски ја прикажаа за пленетата марихуана. Незаконски е истата третирана од страна на фирмите од каде што беше одземена. Државата ќе ги чешла сите компании кои што имаат лиценца за производство. Нема компромис со неправдата, нема компромис со беззаконието. Синдикалците го блокираа собранието. Бараат повисоки плати. Да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз. Власта и опозицијата согласни за правото на протест, но не и за барањата. Премногу е навредлив атакот кон пратениците. Сега се е во рацете на собранието. Без напредок во борбата против корупцијата. Transparency International Македонија ја позиционираше на 84-то место, со критики за состојбите во правосудството. Владата со законско решение ќе бара начин правосудниот испит да се полага и на албански јазик. За опозицијата непотребно се отвораат веќе надминати прашања. Во развиените земји прашањето е колку знаеш, не на кој јазик полагаш. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски заедно со премиерот Христијан Мицкоски, дел од раководните структури во МВР, покажа дел од марихуаната која што изминатата недела се запленуваше на неколку локации во земјава. Мицкоски порача дека се преземаат сите мерки за расветлување на случајот и најави дека ќе се проверуваат сите компании кои што имаат лиценца за производство. Михајло Видимлиски. Премиерот Христијан Мицкоски и представници од врвот на МВР попладнево биле во обиколка на хангарот каде се чува запленетата марихуана. Мицкоски оттаму порача дека уште денеска на владина седница ќе следи одлука да се чешлаат сите компании што се занимаваат со производство на канабис. Министерот за внатрешни Панче Тошковски пак за запленетата марихуана рече дека била незаконски третирана од страна на фирмите и дека продолжуваат активностите за расчистување на случајот. Очекувам дека денес на седницата на влада ќе се донесе одлука со која што ќе се формира комисија и тим која што ќе влезе во повеќе правни лица, ќе го испита работењето и ќе констатира фактичка состојба кои се тие правни субјекти кои што работеле согласно закон, а кои се оние правни субјекти кои што не работеле согласно закон и го злоупотребиле или го изиграле законот. Но сето ова кое што се случуваше изминативе денови има за цел да покажеме дека нема компромис со неправдата, нема компромис со беззаконието. Станува збор за марихуана која што е констатирана од страна на комисијата при Министерството за здравство дека е произведувана, складирана, чувана и така натаму надвор од оние утврдени протоколи врз основа на кои што требало да биде спроведена целокупната постапка. Значи незаконски е истата третирана од страна на фирмите од каде што беше одземена. Обвинителството вчера соопшти дека во досегашната акција запленети биле над 40 тони марихуана, но засега уапсени лица за случајот нема. Мицкоски претходно рече дека главниот проблем е во промената на правилникот пред неколку години. Речи дека случајот ќе добие поголеми размери со оглед на истрагата на МВР и индициите од одредени телефони и докази. Но немаше потврда за информациите дека откриената марихуана во Србија, пломбирана и заведена како друг производ, ја поминала македонско-српската граница. Немам такви информации. Лидерот на опозицијата Венко Филипч ја поздрави акцијата и контролите во земјава, но според него целта на власта е дефокусирање на јавноста од клучното прашање како 5 тони завршиле во Србија. Нема одговор како таа дрога ја поминала границата. Покрај сите гранични служби, царина, полиција, кој бил таму надлежен, ги гледали ли пратките, бараат ли документи. Тоа се 3 камиони, шлепери, 4, колку се тие за да помине 5 тона дрога.
Никој не одговара од власта на главното прашање како 5 тона дрога завршили у Србија. Во меѓувреме истрагата во земјава по запленетата марихуана во Скопје и Струмица продолжува, а од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција вчера соопштија и дека соработуваат со српските колеги за расчистување на случајот. Сојузот на синдикатите ја оствари најавата и го блокираше пристапот до собранието, кое велат 2 години го кочи зголемувањето на минималната плата. Од синдикатот додаваат и дека ќе продолжат со блокадите и во следниот период, барајќи зголемување на платите. Детали има Сандра Спасовска. Со по 30 на луѓе на улиците 11 октомври и Даме Груев, Сојузот на синдикати на Македонија, од 9 до 11 часот ги блокираше двата влеза на собранието. Барањето останува исто, 600 евра минимална плата и раст на сите останати по 100 евра. Добро утро на сите, освен на пратениците, порача првиот човек на синдикатот Слободан Трендафилов и ги обвини дека тие 2 години го блокираат зголемувањето на минималната плата, а сега вели ја игнорираат и иницијативата на ССМ за намалување на функционерските плати за речиси 80%. Да не можат да наплатат трошоци за превоз како да трошат керозин и да мора да дојдат пешки или со јавен градски превоз. Не осудуваа дека иницијативата на ССМ за намалување на нивните плати за 80% била неуставна, затоа што ќе дошле на минималец. Па сватиле колку тешко ќе живеат на минималец, па затоа сметаат дека е неуставно да им се намалат нивните онака високи пратенички плати. Од синдикатот повторија дека ако е потребно ќе соберат и 10.000 потписи и иницијативата ќе ја преточат во закон. Ние сме спремни во наредниот период, како што дававме изјави во минатиот период, дека ќе собереме 10.000 потписи да можеме овластено да го поднесеме ова наше барање. Да се одважат и да гласаат за покачување на минималната плата, бидејќи со оваа минимална плата која што сега ја земаме, ние веќе го осиромашивме нашиот работник, односно и граѓаните. Со сегашната минимална плата тешко се живее, а за една година секое семејство е посиромашно за 9.500 денари, колку што е зголемена вредноста на минималната кошничка, порачаа оние кои денеска 2 часа беа на улиците. Мојата плата како професор, магистар по македонска книжевност е идентична со чистачката во рек Битола. Тоа е за срамота. Да ги поддржам работниците во борбата за своите права. Да се одлучува за работниците, без нив не сме да би ја дозволил. Според најавите в четврток, синдикалците ќе го блокираат пристапот до стопанските комори, а наредниот вторник, кога се одржуваат редовните владини седници, ќе ги блокираат улиците и влезовите околу владата. А голем дел од пратениците поради блокадата на синдикалците во законодавниот дом пристигнаа пеш. И од власта, и од опозицијата се согласни дека правото на протест е легитимно, но поинаку гледаат на барањата на Сојузот на синдикатите. Детали од Јана Јосиповска. Повеќе мината пеш, други со градски автобус, трети подранија да дојдат со автомобил уште пред протестот да почне. Пратениците кои како знае и уме од различни влезови стигнаа навреме на собраниската седница предпладнево, а блокадите од ССМ не ја попречија работата на собранието. И од власта и од опозицијата се согласни дека правото на протест е легитимно, но различно гледаат на барањата од синдикалците. Јас често одам пешки, денеска со автобус. Како пратеничка сметам дека премногу е навредлив атакот кон пратениците и ценам дека не се со таквиот пристап во политиката се руинира она што е суштина, а тоа е директното представништво на граѓаните во законодавниот дом. Да, денес пешачевме. Сега се е во рацете на собранието, на колегите од власта да го поддржат законско решение кое што го поднесе Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата. Па јас идам од Струга, морав да паркирам далеку. Секој во едно демократско општество протестиве би требало да се нормална работа.
Премиерот Мицкоски смета дека денешните протести и синдикалното блокирање на собранието имаат политичка заднина. Според него владата ги исполнила своите обврски како најголем работодавач, со тоа што постигнала договор со синдикатот на УПОС и со синдикатот на администрацијата. Ние кажавме дека ќе го поддржиме секое решение што ќе го постигнат работодавачите и синдикатите, но политички инструирани самоводачи нема да поддржиме, кажа премиерот. Тоа ќе продолжи, затоа што ова има политичка позадина. Еден од денешните протестанти со мене држеше пресконференција, видно во екзалтична состојба, задоволен од тоа што го постигнал. Денеска го гледате блокира. Со тој другиот кој што се повикува на работнички права, злоупотребува службени возила за приватни цели и уште многу работи доправа, како што имам чувство ќе бидат сведоци работниците кои ги води и кои ги манипулира во овие политички инструирани процеси. Од СДСМ пак даваат целосна поддршка на барањата на Сојузот на синдикатите за минимална плата од 600 евра, порача денеска од собранието партискиот лидер Филипча и најави дека повторно ќе го поднесат предлог законот за тоа, откако претходниот бил вратен од собранискиот спикер Гаши поради наводни технички недостатоци, кажа Филипча. Даваме максимална поддршка на барањата на представниците на Сојузот на синдикати. Сметаме дека минимална плата од 600 евра е нешто што работниците заслужуваат и им е неопходно, потребно за достоинствен живот. Во временски период кога синдикалната кошничка надминува 65.000 денари, кога 1/3 од трошоците одат за храна и пијалоци, дополнително тука се други трошоци. Доколку во меѓувреме нема измени според сегашниот закон, следното усогласување на минималната плата ќе биде во март. Според законската формула од 50% од порастот на просечно исплатената нето плата за претходната година и 50% од порастот на индексот на трошоците на живот за претходната година. Според владините пресметки, тоа ќе значи зголемување од 1500 до 2000 денари на сегашната минимална плата од 24.400 денари. Владина делегација на средби во УНЕСКО. Се бара решение за статусот на Охридскиот регион. Сега за прв пат доаѓаме на еден ваков диалог. Невладините предупредуваат дека состојбата е катастрофална. Македонија и во 2025-та останува заробена во зоната на високата корупција, покажува извештајот на Transparency International. Според податоците, со 40 поени од можни 100, земјава не бележи подобрување на индексот на перцепција на корупцијата. Повеќе од Афродита Рамос. Нема промена во индексот на перцепција на корупцијата за Македонија. Во последните 2 години државава има освоено 40 бода од можни 100. Ова моментално не пласира на 84-то место од 182 држави низ светот во кои се калкулира овој индекс, 4 места повисоко од лани, поради влошувањето на состојбата во останатите земји. Објави Transparency International што според македонскиот огранок значи дека нема суштински напредок во борбата против корупцијата во земјава. Клучните системски проблеми и понатаму остануваат неуспешните и недовршени реформи во судството и обвинителството. Загрижува и нетранспарентниот процес на изготвување на измените на кривичниот законник, како и нивната содржина која не само што не придонесе за зајакнување на антикорупцијската рамка, туку во одредени сегменти ослаби. Исто така се уште не се донесени и новиот закон за укажувачи, како и измените на законот за спречување на корупција и судир на интереси. Поред Transparency International Македонија, случајот со поранешната председателка на ДКСК, Татјана Димитровска, сериозно ја нарушил јавната доверба во институциите кои треба да се на челна позиција во борбата против корупцијата. Но и сегашните 2 постапки за антикорупционерката Цвета Ристовска се ставени во сумнеж, бидејќи се водат во институција во која и самата Ристовска е вработена. Секогаш кога една институција води некаква си постапка за некакви незини членови, тоа или некои работи кои што фаќаат сегмент од незиното работење, секогаш постои сомнеж во јавноста дека ќе постои објективност во тоа. Овие скандали кои што се случуваат претежно, ајде да кажеме, од она правосудна сфера, правосудство и други институции и организации,
Тоа само покажува дека постои голема хипокризија во делот на овие институции. Во последните 13 години Македонија нема поголеми флуктуации во бодирањето. Најдобра година за нас во борбата со корупцијата според индексот на Transparency била 2014-та со 45 бода, додека пак најлошите се 2017-та и 2019-та со идентични 35 бодови. Од преостанатите земји од регионот, подобра е состојбата во Грција, Хрватска, Словенија, Црна Гора и Косово. Иста е во Бугарија, а полоша во Албанија, Босна и Херцеговина и Србија, која годинава се најде на 116-тото место. Голем дел од земјите во ЕУ исто така бележат пад во бодирањето, а глобалниот просек падна на ново најниско ниво од 42 бода. Барањето правосудниот испит да се полага и на албански јазик предизвика нови несогласувања меѓу владините коалициски партнери СНАМ и ВРЕДИ. По јавните преписки меѓу министрите Филков и Сали, премиерот Мицкоски вели дека дебатата околу тоа ќе заврши денеска и изрази подготвеност за законско решение. Лидерот на СДСМ Филипче пак оцени дека непотребно се отвораат веќе надминати прашања. Ивана Стојановска. Нови искри меѓу владините партнери СНАМ и ВРЕДИ. Овој пат поради барањето од студенти, правосудниот испит да се полага и на албански јазик. Првиот вице-премиер и министер за евроинтеграција Беким Сали е на став дека за гарантираните права во уставот за албанците по автоматизам треба да се применуваат во сите закони. Но министерот за правда Игор Филков му одговори дека уставот е јасен и законот за правосуден испит не предвидува негово полагање на друг јазик освен македонскиот. Сепак премиерот Мицкоски не очекува ваквите различни мислења да се одразат на стабилноста на владината коалиција. Мислам дека дебата е добра, здрава е дебата и очекувам денеска таа дебата да престане. Мицкоски изрази подготвеност за промена на законот кој во моментот не дозволува правосудниот испит да се полага и на албански јазик, доколку за тоа има иницијатива. За таа цел најави дека уште утре ќе ги повика засегнатите страни на разговор. Ние мораме овој процес на полагање најпрвин да го утврдиме со закон. Законот ваков како што е не дозволува таков тип на полагање. Јас сум подготвен да тоа го регулираме со закон. И тоа не само за албанскиот јазик, туку и за јазиците на сите делови од народи кои што се споменати во преамбулата. Сега ние да се зачауруваме со некакви национал-романтични тези, а да се повикуваме на устав и на закон, а самите не го објаснуваме тоа како е нити едната, нити другата страна, тоа мислам дека е политиканство. Според лидерот на СДСМ Венко Филипче најважно е знаењето на студентите, а не јазикот на кој ќе го полагаат испитот. И смета дека не се потребни нови поделби во општеството. Јас не гледам никаков проблем да се полага на било кој јазик. На било кој јазик. Но стручноста да биде на прво место. Инаку ова не се први јавни преписки на релација ВРЕДИ СНАМ. Несогласувања помеѓу коалицијските владини партнери имаше и околу изменетата методологија во балансерот и исклучувањето на нерезидентното население од пресметките при вработувањата во јавниот сектор. Во Скопје денеска има посебен режим на сообраќај поради посетата на премиерот на Косово Албин Курти. Денеска во официјална посета на Македонија е председателот на владата на Косово, па од тие причини единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај во централното градско подрачје на Скопје, соопшти од МВР. Оттам апелираат до сите граѓани, учесници во сообраќајот, да се почитуваат наредбите кои што ќе ги даваат полициските службеници. Со сведочење на вештак од Словенија, кој посочи на неправилно лекување и чести промени на терапијата, продолжи судењето за случајот Онкологија 1. Одбраната пак реагираше дека станува збор за вештачења кои што немаат доволен увид во документите за предметите. Судењето го следеше Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Неколку терапии биле променети за 4 месеци кај пациентка со рак на дојка додека се лекувала на клиниката за онкологија, а при тоа немало внесено објаснување во историјата на болест, кај оваа пациентка зошто имало промени на терапиите кои воопшто не дале никаков резултат. Е дел од сведочењата на вештакот од Словенија Маја Равник за случајот Онкологија 1.
И покрај анализите за откажување на црниот дроб и лошата здравствена состојба, таа повторно примала хемотерапија. Со овој начин на лекување на пациентката и бил скратен животот. Денеска во кривичниот суд продолжи судењето за случајот онкологија 1, каде вештакот од Марибор, Словенија, во сите образложени и вештачени случаи, објасни дека имало неправилно лекување, каде не се следеле параметрите на болните и често менувале терапија. Одбраната реагира дека станува збор за вештачења за кои немаат доволно документи за предметите. Македонски лекар не може да одговара за европски процедури кои не се дел од правниот поредок на Република Македонија и не се дел од здравствениот систем на Република Македонија. Во таа смисла и во таа насока се докажува дека во овој дел имаме правен дефект кој не може да биде дел од доказна постапка. Сведочењето на вештаците од Словенија продолжуваат во наредните 3 дена, каде треба да се одговори за начинот на лекување кај 50 пациенти од клиниката за онкологија. Досегашните напори се позитивни, а државата прави се што е можно Охридскиот регион да не го загуби статусот од УНЕСКО. Вели за Канал 5 министерот за култура Зоран Љутков, кој со македонската делегација е во Париз, во обид Охрид да не заврши на листата за грозено светско наследство. Невладините во меѓувреме предупредуваат дека состојбата е катастрофална. Дејан Трајковски. Остана ли уште некоја шанса за балканскиот бисер или ќе го добие статус од културно наследство во опасност? Државниот врв е во Париз во нови дипломатски обиди да го убеди УНЕСКО дека ќе направи чекори за заштита на Охрид како светско културно наследство. Министерот за култура Зоран Љутков досегашните напори со челниците на организацијата ги оценува како позитивни и уверува дека државата прави се што е во нејзина моќ да не се изгуби статусот. До сега беше на мониторинг и на извештаи, ние си ја вршевме работата од наша страна, тие од нивна страна и немавме некакви конкретни диалози на таа тема. Секој ја гледаше својата приказна без да има конкретни решенија. Сега за прв пат доаѓаме на еден ваков диалог кој што на највисоко државно ниво со најрелевантната институција и со највлијателните луѓе на УНЕСКО можеме директно да разговараме за проблемите со кои што се соочуваме. Целата интенција да не дозволиме затоа што имаме аргументи зашто не треба да се дозволи да одиме под опасност. За разлика од официјалните државни представници, невладините навиваат Охрид да биде ставен на листата на културно наследство во опасност, бидејќи сметаат дека тоа е единствен начин да се спаси регионот. Сметаат дека политичарите досега имале многу шанси, но не покажале доволен интерес да се подобрат состојбите. Доколку се промени да биде светско наследство во опасност, тоа значи активирање на многу механизми кои ќе помогнат регионот да излезе од состојбата во која што е сега. Секако и зајакнат мониторинг меѓународен, што сега го немаме. Сега значи имаме извештаи од реактивни мисии кои потоа со политички одлуки се менуваат и се купува време што фактички го нема. Сите партии кои ќе дојдат на власт сметаат дека тие не смеат политички да се дозволат да го изгубат така наречено УНЕСКО статусот, но тоа што е вистина е дека никоја од нив досега не придонела да го задржи на вистина. Инаку, последниот ревизорски извештај за Охрид беше полн со забелешки. Беа нотирани околу 4800 дивоградби како хотели, куќи, викендици и угостителски објекти, но мерки за нивно отстранување не се преземени, што според извештајот директно го прекршува планот за заштита на културното наследство. Нотирани беа и со години неплатени комуналии, незаконско користење на јавни површини и недонесени урбани планови за 20 населени места. И покрај рекордно високите цени, пазарот на недвижности во Скопје и натаму расте. Податоците од регистарот на цени и закупнини покажуваат дека станови масовно се купуваат, иако квадратот во дел од општините достигне и до 3000 евра. Надлежните пак велат дека растот е делумно сезонски и дека годинава се очекува стагнација и можно благо намалување на цените. Сања Трајковска-Ставров. Згради постојано никнуваат, а становите во Скопје се продаваат како алва. И покрај тоа што цената на квадратен метар во центар се искачи до безмалку 3000 евра.
ниво споредливо со одредени делови на Барселона и Мадрид. Најскапиот стан продаден лани достигнал цена од над 246.000 евра за вкупна површина од 83 квадратни метри. Ова го покажува последната статистика на Агенцијата за катастар на недвижности, а според податоците од регистарот на цени и закупнини за последните 3 месеци лани регистрирани се над 9.000 трансакции или за речиси 1.000 повеќе споредено со претходниот квартал. Ова покажува раст, но колку реално има поместувања ќе се види со годишниот извештај кој треба да биде готов неделава, вели директорот на агенцијата Иван Живковски. Според него, очекувањата за 2026 година се стагнација и мало намалување на цените. Поредбено со третиот квартал од 2025 година, во четвртиот квартал имаме регистрирано 964 трансакции повеќе, што ни укажува директно дека имаме раст на пазарот на недвижности, меѓутоа со оглед дека се работи на периодите ги опфаќа ноември и декември, статистички гледаме и од минатите години, тоа се месеци каде што и обично има зголемување на трендот на самиот број на трансакции во однос на тоа дали би растеле цените. Нашите очекувања се дека 2026 година ќе биде период на стагнација и се надеваме на мало намалување на цените на недвижностите. Во меѓувреме, Аеродром останува лидер по продажбата на станови и за 3 месеци брои нови над 300 реализирани купопродажни договори. Центар е на врвот кај деловниот простор, околу 30 единици. Во однос на новите станови не се знае колку од нив се празни, а според последниот попис во над 1/3 од становите на ниво на Македонија не живее никој. Од скопските општини најмногу празни станови беа регистрирани во Центар, над 40%, каде и сега квадратот е најскап. Според последните податоци на Народната банка, недвижностите на годишно ниво поскапеле за околу 25%. Без електрична енергија, грејење и топла вода останаа студентите од студентскиот дом во Охрид, кои велат дека цела ноќ ја минале со свеќи. Повеќе од Здравко Димитров. Студентскиот дом Никола Карев во Охрид втор ден оставен без електрична енергија и топла вода. Синоќа на Инстаграм профилот на студентарија беа објавени видеа и фотографии како студентите наместо на сијалица се движат низ домот користејќи свеќи. Еден од студентите сместен во домот вели дека струја во домот нема од вчера од 10 часот наутро и дека цела ноќ ја поминале без електрична енергија. Вчера во 10 часот утрината до сега од прилика 20 и колку иде таму часа, негде 26-27 часот, прилика немаме струја. Моментално е многу ладно во студентскиот дом и не знаеме што да правиме. Вечерта дури ни беше топло преку дента, до 10 сати дури ни беа заграјани собите, дури беше топло толку. После вечерта беше ладно со повеќе кабина, се покријавме и преспијавме некако. Немаме баш добра дограма, изолација, дува, немаме добри услови никакви, нула услови. Покрај грејењето, студентите се жалат и на храната. Велат дека не сите студенти оделе да јадат во мензата на домот, бидејќи немало доволна количина, а и дека кога ќе добијат, тоа е најчесто сува храна или како што велат мизерна. Дури имаше струја, беше окей, ама немаше баш доволно храна тогаш. Скоро сите студенти не ни слегуваа да јадат и не беа ичето доволни за храната. Имаше премногу малцем количенство на храна. Сега, дури кога нема струја, ни дава сува храна од месни нарезаци, паштети, јогурт, салами, сирење и такви работи. Мизерно. За овој проблем го контактиравме и директорот на студентскиот дом Жарко Куциновски, но досега од него немаме одговор. Министерката за образование Весна Јаневска вели дека проблемот со електричната енергија во студентскиот дом ќе биде решен денеска. Според неа треба да се промени и методологијата на финансирање на домовите, а еден од начините, како што вели, е во текот на летото кога нема студенти, домот да се издава на туристи кои доаѓаат во Охрид. А директорот на студентскиот дом, Жарко Куциновски, преку соопштение тврди дека проблемот е надминат. Проблемот со снабдувањето со електрична енергија во студентскиот дом, Никола Карев, Охрид, веќе е надминат. Во мое име и во име на Министерството се извинувам на сите студенти сместени во студентскиот дом, пишува Куциновски.
Само вистина следно на Канал 5. Пријатна вечер.